Зошто имаме министер за диаспора кога иселениците не може да гласаат? Прашуваат дел од Сдруженијата на македонци низ светот. Зошто постои агенција за иселеништво кога ни со прст не мрдаат за нас? Велат иселениците од Македонија. Велат дека се чувствуваат обесправено, оти не можат да го дадат својот глас на овие избори на местата каде што живеат. Немаме ние некаков контакт со државата, значи џабе имаме ние министер, џабе имаме министер за диаспора кога тој воопшто реално не ни контактира со нас. Ние не можеме да разговараме со него. Но се надеваме, ете, затоа и се ангажираме за избориве, за да може да се сменат тие работи, да дојде нова власт, подобра власт, тоа што ќе може да ни излезе на нас од диаспората да ни излезе во сутрет. Иселениците разочарани. Залпа вела дека мораат на свој трошок да се организираат да дојдат во Македонија за да гласаат. Оти државата не нашла начин како да ги третира еднакво нив, а и нивното право на глас. Овие парламентарни избори ние сме сушност и обесправени, значи тоа е многу голема неправда што не може да гласаат сите, но ете решивме да повеќето, колку јас што сум запознат, решивме да дојдеме во Македонија за да го оствариме нашето право на глас, бидејќи друг начин сега и нема. Сдруженијата на македонци иселеници предлагаат во иднина да има електронско гласање, за да нема вакви ситуации, каде тие нема да може да го остварат своето право на глас. Со реакција претходно се јави и од Сдруженијата Ние сме Македонија. Координаторката Туковска вели дека правото на глас е право на глас, но изгледа тоа не важело за иселениците, судејќи по тоа дека тие нема да учествуваат во изборите. На сличен став се и од обединетата македонска диаспора, кој вела дека иселениците се едни од двигателите на македонската економија, најдобар промотор на Македонија во светот и заслужуваат да бидат дел од избирачкиот процес. Председателот на Државната изборна комисија Дерковски вели дека гласање на диаспората нема да има заради неколку причини. Гласање нема да има на овие избори согласно решението на председателот на собранието, во кое што утврди дека сите претходни действија кои што беа превземени се завршени, а и поради причината што на претходниот кога имаа можност да се пријават, нашите сограѓани од диаспората не се пријавија во доволен број. На ланските председателски избори пак, само близу 1800 иселеници се пријавиле за гласање во 32 дипломатски конзуларни представништва на земјава. Од нив само околу 800 избирачи влегува во вториот круг од председателските избори, додека за спроведување на избори во ДКП-ата беа испратени околу 250 административци од земјава.